Почитувани колеги пратеници, Законот за работно ангажирање на лица стапи во сила од 1.1.2026 година и во текот на неговата примена се појави потреба од усогласување на одредени одредби во делот на бројот на денови за кои што се ангажираат лицата. Со предложените измени се уредува бројот на денови во кои што едно лице може да биде работно ангажирано, како и квантитативните ограничувања во однос на бројот на лицата кои што исти работодавач може да ги ангажира со цел да се прилагоди на реалните потреби на работодавачите, особено во дејностите на објектите за сместување и сервисните дејности за храна, во кои што се појави потреба за дополнително сезонска уравнотеженост, односно се јави потреба за дополнително ангажирање на работна сила. Со овие измени на законот би сакала да дообјаснам и тоа дека се вршат промени во членот 11 со цел да се продолжи максималниот период за работно ангажирање на лицата за вршење на работи од сезонска и привремена природа од 180 дена во текот на една календарска година, и тоа за сите видови на работи од членот 5, односно работите за кои што беше донесен овој закон. Наместо досега само во земјоделската дејност, сега понатаму ќе може работно да се ангажира до 180 дена и во дејностите на сместување и во оние угостителски дејности кои што работат со храна. Исто така се бришат и одредбите во кои што се предвидуваа посебни ограничувања во однос на бројот на денови кои што едно лице може кај исти работодавач да биде активиран. Исто така во текот на примената се примети дека има одредено непрактично решение во кој што имавме 3 фиксни рокови за пријавување на вработените, и тоа за прва смена од 10 часот, 15 часот за втора смена и 22 часот за трета смена. И сега воведуваме едно поедноставно правило, според кое работодавачот е должен ангажираното лице да го пријави најдоцна пред почетокот на смената, односно најдоцна до 22 часот за лицата кои што ќе работат во ноќните часови. Со оваа измена се намалуваат и административните оптоварувања кај работодавачите, а истовремено се обезбедува дека пријавата секогаш претходи на започнувањето со работа. Исто така, ги усогласуваме и одредбите за инспекцијски надзор во однос на рокот за отстранување на утврдените неправилности определен од страна на инспекторот, односно тежината на недостатокот, штетните последици и времето потребно за нивно отстранување. Воедно се предвидува дека рок на жалба против решението за наредба од 15 дена од денот на приемот на решението. Овие измени ги правиме бидејќи беше утврдена потреба за истите. Во соработка сме со АВРМ, каде што веќе постои систем, постои доста голема заинтересираност од страна на работодавачите да бидат времено ангажирани што е можно повеќе лица, така што поради овие причини го поднесуваме овој закон во скратена постапка и поради тоа што нема финансиски импликации, сметам дека истиот треба да биде донесен во најбрзо можно време. Благодарам.